Добар ден, почитувани, ова е почетокот на новата Телма амбуланта. Кога имате потреба за мокрење, едноставно морате да го испразните мочниот меур. Но што ако тоа се случува многу почесто од порано? Што доведува кај мажите до зачестено мокрење, потреба за уринирање во текот на ноќта, но и до проблеми со континуитетот на млазот. Може ли да се врати чувството на контрола? Дали простатата е секогаш главниот виновник за овие проблеми? Кои уролошки симптоми се сигнал за преглед кај уролог? Ќе го прашаме професор доктор Сашо Докчев, уролог-хирург. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а во вториот дел на емисијата ќе имате можност и вие да се вклучите со ваши прашања во програма. Се гледаме веднаш по рекламниот блок. Нарушувањата при мокрењето за жал се чест проблем кај мажите. Дали секогаш во позадина стои зголемената простата? Денеска ќе раскажам една уролошка приказна со професор доктор Сашо Докчев, хирург, уролог, да. шеф на оделот за трансплантација при Универзитетската клиника за урологија. Професоре, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Благодарам на поканата, добро ја најдов и драго ми е што и овој месец на машко здравје ќе проговориме повторно и повторно како и секоја година за проблемите при мокрењето кај мажите, кои се нависи посебно кај повозрастните нормално. Така. Бидејќи заболувања таму се јавуваат кај повозраст. Кај младите може да има, ама е поретко, многу поретко. Кај младите други имаме проблеми, ќе ги споменеме да. Ќе ги споменеме и проблемите што нив ги засегаат, но знаеме дека обично мажите се јавуваат на уролог кога имаат некаков проблем, кога имаат некаква тегоба, но и здравите мажи треба да се јават на лекар. И обично на која возраст советувате прв пат да го направат тоа? По нашата литература, по нашите препораки, 40-та година е као некоја пресвртница, да кажам, во животот, кога веќе треба да се помисли да и прво да се примети дали има, како што кажавте во воведот, некакво пореметено, ние го викаме пореметено мокрење, дизурија, дизурични тегоби. Така и описно ги карактеризираме тегобите со мокрење. И тука има сијасет проблеми, можеме да ги наброиме. Ги погледнеме во текот на емисијата. Така да, тоа е првиот знак. 40-та година е и да не се јават таквите проблеми, секако дека треба као некои превентивни прегледи да се направат. Зборам за состојбата со простатата. Бидејќи тогаш се очекува да се зголеми. Макар да јас не сум видел, сега искрено да кажам од пракса, дека баш тогаш треба да се јават, али еве препорака е да се јават, бидејќи стручната литература ни го налага тоа. А што е со машките бебиња? Дали кај нив треба да се прават прегледи на тестисите уште од најрана возраст? Не, нема потреба. Тестисите треба да се прават, али не во смисла на карциномски заболувања или на некакви други. Дали се спуштени или не се спуштени? Така е, така е. И обично некаде порано важеше правило, бидејќи сега кај нас постои детска хирургија, па не повеќето, но сите такви случаи со неспуштени тестиси се јавуваат таму. И тоа е нивна задача за да ги контролираат. И порано важеше едно правило, веројатно и сега е, до 2 годишна возраст треба да се спуштат сите хируршки зборам, тестиси во скротум, во кесичките, тестикуларните кесички. Бебето се раѓа со спуштени тестиси, тоа е нормално. Секој отстапување од ова нешто е проблем. Ако не се напипува тестисот, за подолг период, треба да се јават на лекар или на уролог, не е битно, и на детска хирургија, кај што они ги работат тие таквите случаи. И до 2 годишна возраст треба да се спуштат на било кој начин, најчесто и хируршки. Тоа е најдоброто. Има и така наречени мигрирачки тестиси, тие се некогаш доле, некогаш горе, така да тие не се оперираат. Тие се чека пубертет и тогаш самото од тежината, бидејќи се зголемуваат тестисите хормонално, и од тежината, самата тежина ќе ги привлече надолу. Кај возрасен маж не се среќаваат мигрирачки тестиси? Се среќаваат тие што не мигрирачки се среќаваат кај возрасен, ама до пубертетот. Го решава проблемот. Така. А се јавуваат и ние оперираме над 14 годишна возраст, оперираме и пациенти кои за жал не се оперирале на време. Кои што чекале толку долго? Па чекале се, од кои причини не знам, поретки се. Да, скисноста расте. Кога бев млад, да кажам, доктор, имаше повеќе. Сега ретко се среќаваат такви случаи, бидејќи веќе веројатно се населението е едуцирано да што порано треба да се оперира тој тестис, да се спушти во скроталното кесе, затоа што да се очува сперматогенезата.
неспуштениот тестис нарушена е продукцијата на спермиумите на тој тестис. Хормоналната функција останува и тоа е изгубен веќе за продукција на сперматозоиди. Значи ќе има проблем. Овој проблем може да доведе до стерилитет. Да, до стерилитет. Са и другиот тестис, тоа двата кога се уништени, да, али другиот тестис и функционира као за два. Али зашто да биде така кога може да биде и тој спуштен на време. И другиот проблем е што секојаш страф е да се јави тумор на тестисот може да се јави. Ако е скриен тестис, ние така го викаме, или крипторхизам, и може да се јави тумор на тестис. Затоа што Зголемен е ризикот за тумор? Зголемен е и затоа се спушта да биде достапен на палпација, на пипање. И сама палпација и на преглед при посета на уролог. Професоре, како изгледа уролошкиот преглед што толку ги одвраќа мажите? Па има еден незгоден преглед кој веројатно ги одвраќа сите. Тоа е така наречената ректална туше, како што се викаше порано, или дигиторектална екзаминација по новата номенклатура. Тоа е преглед со прст низ аналниот отвор. Значи тоа е тоа, всушност, што е палпација, непријатно и драматично. Па непријатно е се. Местото е незгодно, а е многу основен преглед, да кажем. Неопходен е тој преглед, мора да се направи. Тоа е правило. Покрај сите останати, ова е првиот преглед што треба да се направи. Не постои ништо што може да го замени со ехо? Не постои. Ехото после помага. Ние, искусен уролог, веднаш ќе напипа на двата лобуси. Сега не е достапен само средниот лобус, тој медијален лобус на простатата, тој не можеме да го пипнеме со прст. А овие веднаш се напипува, искусен уролог ќе напипа промена на простатата веднаш. И тоа е основен преглед. И после се праќа на ехо, па дури на магнетна резонанца кога треба, нели. Ехото, сега има софистицирано ехо, точно е тоа дека ги лоцираат чворовите сите. Сега тоа не значи дека секогаш се карциноми, некогаш има чворови неправилности од хроничен простатит. Меѓутоа, должни сме ние тоа да го разграничиме. Хроничниот простатит е бенигно, а не да Боже да пропуштиме, мислејќи дека се работи за хроничен простатит, да пропуштиме карциномско заболување. И затоа прегледите одат во насока на испитување на веродостојност на карцином, да го диагностираме или да го исклучиме. Така. А проблемите кои што се јавуваат и кај изголемена бенигна промена на простатата и карциномот е мокрењето всушност. Да, нема разлика, но ние од самата анамнеза на пациентот не можеме да заклучиме дали се работи. Значи врз основа на симптомите не можете веднаш да кажете што станува збор. Не, некој прашува точно крварењето. Крварењето е најкасниот симптом воопшто. А се јавува и кај бенигната и кај карциномското заболување. Така да од симптоматологијата ништо, само не насочува да испитаме простатата. И овие прегледи се лабораториски анализи. У последно време, колку е беше 15-20 години во примена така наречениот простата специфичен антиген. ПСА, популарно наречен, кој не е строго специфичен, меѓутоа предно 90% од случаите ни кажува дека нешто се случува со простатата. Со простатата. Сега наша задача е да испитаме што е тоа, дали е карциномско или е бенигно заболување. Така да тоа е нашата задача. И тоа се првите тие испитувања кои ги правиме. И рековме, ректалниот преглед е, дигиторекталниот преглед е неприкосновен при ова. Ехо, убава ехосонографија. И ако тоа не сме задоволни, се прави магнетна резонанца која ни покажува убава слика на простата со промените внатре. И сите промени рентгенологот ни ги кажува по таа номенклатура што они ја кажуваат. Ова е промена сомнителна за малигни процеси. И ние правиме биопсија секогаш. Има уште едно испитување кое за жал го нема во државното здравство, не знам од кои причини. Го има во овои приватни лаборатории што се достапни низ Република, се нарекува простата Health Index или скратено ПХИ. Многу добро испитување. За жал не можеме таму ние стално да ги праќаме пациенти зашто тоа е у приватно установа и се плаќа и не е ни малку негде, десетина илјади е. Мислам, што не е малку. Што не е малку. Али па тоа ни дава една многу добра слика процентолната веројатност за присуство на карцином. И ние према шемата гледаме и према магнетна резонанца, према значи склопот на сите испитувања, дали ќе правиме биопсија или не. Вршто сме на тој? Да, биопсија, без биопсија нема дијагноза. Па не само на тој, на сите. Али овој ни помага доста, веројатно што ако е 50%, значи тука нема дилема дека мора да се направи биопсија. Што не значи дека ќе се најде карцином, меѓутоа мора да се направи биопсија. Па и 33% е веќе, као што е
градацијата, веќе ни сугерира дека треба да бидеме поагресивни. Иначе препораката наша, мислам на нашата асоциација европска и светска е да се прават биопсии, многу да се прават биопсии кои не се безразлени. За да не се пропушти нешто. Да не се пропушти се, не се сите позитивни, има и негативни, али подобро да биде негативна биопсијата него да пропуштиме чекајки ние, да кажеме, вака не мора сега биопсија, ќе почнеме да го следиме пациентот. Тоа има и таква метода. Watchful waiting се вика на англиски, иначе следење и чекање. И тоа го има. Али затоа е улогата на уролога да процени што ќе прави. Сега, биопсијата не е безразлена, да се разбереме, посебно кај постарите луѓе треба многу внимавање. Зашто се развива и сепса, за жал. Имаме и таков случај, за жал. Значи сепса може да се развие, може да биде компликациите може да бидат сериозни. Така да не е безразлена, треба многу да се пази. Се со цел да откриете карцинома, ама тоа е ризикот, за жал, и тоа го има. Свеќе е ретко, али но нешто ќе му се случи е 100%. 100%, така. А пред да преминеме на проблемите со мокрењето, можете ли да ни објасните абецедата на мокрењето, односно основите? Колку пати е нормално да испразниме бешиката, да го испразниме мочниот меур во текот на денот? Колку урина би требало да излачиме? Нормално ли да станеме навечер да мокриме? Да, навечер нормално не се станува. Освен ако пред легнување не земаме голема количина на течност. При прослави, нели, обично се пијат доста течности, и тогаш нормално ќе биде и кај оние граѓани, да ги наречеме, не се пациенти, граѓани кои немаат проблеми со простатата, ќе станат ноќе да мократ заради количината на внесена течност. Иначе навечер нашата препорака е некаде 2 сата пред легнување не се зема голема количина на течност. Една чаша вода нормално, јогурт или не знам што, млеко навечер, и да не се претерува со навечер, за да не се станува навечер. Ама ноќното станување е карактеристично, веќе тоа е патогномоничен знак, да кажам. Некој сигнал дека има некаков проблем, а во текот на денот? Во текот на денот нема. Неколку пати сигурно, едно 4-5 пати сигурно. Предпоставам зависно од количината на течност. Еве мојата чаша е празна, например. Да, треба да се пие вода. Да, треба да се пие вода, и тоа најмалку 2 литра. Секогаш ви викам, не 2 литра, повеќе, 2,5 до 3 литра течност. Тоа е превенција и од создавање на калкулоза, и од прочистување на Повозрастните лица обично го губат чувството за жед. Тоа значи дека треба да се натераат да испијат. Треба најмалку 2 литра. Важното за здравјето и на бубрезите, претпоставувам. Да, за се, на организмот треба вода, за клетките, за све, за хидрирање на кожата, на све. Ајде да ги погледнеме вообичаените проблеми со мокрењето кај мажите. Тоа се тенок и испрекинат млас урина. Што ги викаме дизурија. Тоа е дизурија. Пореметено мокрење. Чекање да почне мокрењето и напрегање при празнењето. Зачестено мокрење во текот на денот, ноќно мокрење, ургентна потреба за мокрење со инконтиненција, значи со подмочување, чувство на непотполно испразнет мочен меур, капење урина по крајот на мокрењето, крв во урината. Претпоставам дека има тука уште некои проблеми, професоре. Да, тие се главните. Ова е доволно на нас како експерти да процениме дека мора да испитаме. Толку се јави некој од овие симптоми, дали е потребно веднаш мажот да се јави на уролог? Па да се јави веднаш, затоа што рековме на 40 година и превентивни, и да не се јават овие симптоми. Мора се, не мора да се јави, ама пожелно е да се јават. Пожелно, што порано? Тоа е препорака, како да наречем ние гайдлайнси или препораки. Тоа се препораки, не се догми за да мора да се направи тоа, меѓутоа препораката е. Доаѓаат ли ке нас мажите на време? Па доаѓаат. Јас сум, да ви кажам, приметил дека во последно време во амбулантите доаѓаат. Доаѓаат. Порано беше навистина проблем, токму од овој преглед што е малце застрашувачки, да го кажам, како да го наречам, кој е неминовен, кој е основен, ректалниот преглед. Така да сега вика не. Сега веќе предрасудите веројатно се симнати и доаѓаат и нема никој да одбива. Ретко некој ќе одбие, ретко ќе одбие. Се случува се уште? Се случува, ама многу ретко. Многу ретко. Мене не ми се случило последно време да некој одбива ректален преглед. Така да веќе мислам дека сме постигнале добар успех со овие кампањи, со овие емисии што ги правиме да се подигне свеста за да го зачуваме. Не само да го зачуваме, да го унапредиме машкото здравје. Професоре, доколку млазот е тенок и има проблем со континуитетот. Да.
Дали значи тоа дека има некаква обструкција? Така е. Значи, во се што е мочните? и многу во добро мочниот прашање, систем? затоа што бенигната простатична хиперплазија се заменува со еден назив кој е по-современ и веројатно по-прикладен и по-прифатлив. Бенигна простатична обструкција. БПО, место БПХ, БПО. Тоа е прифатено од Европската асоциација и од Светската наша асоциација. Така да можеби подобро го објаснува еден систем на болести, ги објаснува систем на болести кои доведуваат до ова што го кажав. Тука е бенигната простатична хиперплазија, тука се и разните инфективни состојби, структури, оние стенози на уретра, страни тела, па дури на крај и фимоза, односно она стеснување на кожата на пенисот. И таа знае да направи, ако е толку изразена, да направи бенигна обструкција, не простатична, него обструкција. Значи, Така да не има секогаш простатата стои во позадина на проблемот. Не секогаш, не. Претпоставам дека мажите сметаат дека простатата им е зголемена и доаѓаат со таа идеја на калкулусите во преглед. мочниот меур имаат едноставно една типична симптоматологија, а тие се создаваат најчесто заради зголемена простата. Значи сепак е поврзано. Поврзано е, калкулусите. Али не мора да е секогаш така, затоа знаат калкулуси да паднат некојаш од горниот уринен трак. Тоа се камчињата. Камчињата, калкулус е камчиња. И тука да не се измокри. Кога е мало, пациентот и некојаш го осеќа, кога некојаш не. Меѓутоа тука се таложат после, ако не се измокри, се таложат соли, минерали и тој се зголемува во мочниот меур. Значи, потеклото не му е во мочниот меур, него од горните уринарни патишта. Тоа е поретка варијанта, меѓутоа и тоа се случува. И има еден знак патогноличен, веќе од анамнезата, при прашувањето на пациентот, можеме да претпоставиме дека се работи за тоа. Има и други испитувања, после рентген, ехо ќе правиме све, меѓутоа веќе од испрекинато мокрење. Пациентот мокри добро и во еден момент зачепува, престанува, а уште не се доиспразнил. И после неколку минутно чекање повторно мокри. Ќе продолжи. Да. Со еден од тие знаци. А мажите кои што стануваат навечер да мократ, колку често тоа може да се случи во текот на ноќта? И до 5-6 пати се случува. Значи комплетно им е нарушен сонот. Комплетно. Дури знаете, некои мажи и не се жалат, жените се жалат, сопругите, зашто нив им нарушен сонот. Кога некој постојано станува и легнува. Да. Така да тоа е веќе веднаш да се оперира тоа. Тоа веднаш треба да се оперира, може се не помага ни терапија. Проба со диететски некој режим. Има ли некои пијалоци кои што ќе го поттикнуваат мокрењето? Има, сега во последно време има и препарати на вистина кои го драстично намалија потребата од оперативни зафати. Кога ние ќе диагностицираме, зависи повторно реков од стадиумот на болеста, има препарати, дури има и фитотерапија, така наречена, која е растителна терапија, која се применува кај почетни симптоми. И тоа не сите, имате сијасет лекови кои се рекламираат на мрежите, меѓутоа, еве, Европската асоциација признава само еден, тоа е простамол уно, специфичен лек кој е направен од палма, америчка палма, амерички кактуси, како го викаат, не знам, серенова репен се вика. Така да само тој екстракт има и трудови такви. Иако и другите препарати го содржат овој препарат од таа палма, меѓутоа не го содржат тој состав хемиски. Само овој го содржа. А некои суплементи, да речеме, како што се... Па тие се суплементи. Магнезиум или пак цинк. Ништо. Не помага. Тие може да се взимаат. Тоа се као додатоци на исхрана. Едноставно кажано додатоци на исхрана, така да многу во термин. Значи не смееме на тоа да се ослабиме. Така да. Можеме да почнеме кај благи симптоми, кај млади мажи. Така да може и тоа простамол уно да се даде, али само тој лек. Само тоа, така. Другите за жал не се ефикасни. Ќе ги вклучиме и гледачите, професоре. Од овој момент, почитувани, емисијата е контактна. Можете да се јавите на телефонскиот број што е испишан на екранот, да се вклучите во програма, да поставите прашање кое што е поврзано со проблемите со мокрењето, но и со останатите уролошки симптоми кои што треба да бидат причина, односно аларм, мажите да се јават на уролог. Професор доктор Саша Дохчев, уролог хирург, е гостин во студиото на Телма. Ја би се задржала уште малку на уште некои проблеми со мокрењето.
некои мажи се жалат на болка при уринирањето по ејакулација. Дали е тоа сериозен проблем? Тоа е пореметена ејакулација е друг проблем, да кажам. И се случува дури од лековите кои ние ги применуваме за лекување на бенигната простатична хиперплазија. Посебно кај еден лек кој го подобрува актот на мокрење. Така. Тамсулозин, тоа е третата генерација, кој го применуваме скоро на секој пациент. И уште еден лек има кој го додаваме, таа комбинирана терапија се смета за најдобра и тоа е прифатена и тоа го потврдуваат и многуте студии кои се направени и тоа се релевантни студии бидејќи се направени на огромен број на испитаници. Едната посебна студија, последната Комбат, има неколку такви, 3-4 да не ве замарам сега, со тие студии, светски студии се тоа. Трансконтинентални. Од сите континенти земени пациенти и податоци, да, значи се релевантни. Последната Комбат студија, дури има над 4000 нешто испитаници, го потврдува фактот дека комбинираната терапија е најдобар избор на лекување. На овој лек, што го подобрува актот на мокрењето, тамсулозин, Го проширува? да, го проширува каналот за мокрење. Делува релаксаторно, да ги блокира рецепторите во мочниот меур и во вратот на мочниот меур и во простатичниот дел на каналот за мокрење и со тоа се подобрува актот на мокрење. И тоа е чудотворен лек. Тоа веднаш пациентите ќе ви кажат кога ќе дојдат на контрола после 2 недели. Големо леснување. Ептен. Нешто чудотворен лек. Меѓутоа, тој не го решава проблемот. Затоа што простатата си останува иста. Затоа додаваме уште еден лек, сега тоа е веќе хормонален лек. Ќе проговориме за хормонскиот лек. Имаме малце проблеми. Така, бидејќи мажите понекогаш и не сакаат да го земат, Па, бидејќи да. влијае на потенцијата. Влијае на потенцијата, еве сега пред некој ден беше еден пациент и проблеми со градите, знаат да растат и градите. И па го намалуваме тестостеронот. Ке проговориме, професоре, детално за тој лек, само да им дадеме предност на гледачите. Има двајца гледачи кои што очекуваат вклучување во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Добар ден, ме слушате? Јас сум. Да, одлично ве слушаме во програма сте и очекуваме да го слушнеме прашањето. Повелете. А како? Јас сега слабо ве слушам, јас сум. Да, ве слушаме ние одлично. Без грижи што вие нас не слушате добро, само кажете го прашањето. Поздрав до докторот, значи се работи стеснување на уретрата после 7-месечна бактерија. Така? Бактерија, така рече. Да, бактериски инфекции имавте, сега имате стесната уретра, ако ве разбрав. Па претпоставам дека прашањето е што понатаму. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Да, од инфекција, рековме, или од некој инструментализирање, ставање катетри, бужи и така натаму, може да се повреди уретрата. Уретрата е каналот за мокрење, значи под мочниот меур. Под мочниот меур, тој што е и што се наоѓа и канал. Каналот во пенисот, за мокрење и за исфрлање, ејакулирање ејакулатот, кај што изгледа. И тој знае да се оштети при разноразни вакви состојби и една од состојбите е од инфекција. Порано, веројатно сте чуле, најпознатата инфекција беше од неисерија гонореја, односно гонореа. Тоа е едно од најчестите заболувања кои во минатото тешко се, или популарно наречено трипер, кај луѓето, народски кажано, кој е имало често сексуално пренослива, а немало лек, дур не искочил пеницилинот. И таа доведува неминовно, ако не се лекува, до овие стеснување структури. Сега ја нема, затоа што имаме мокни антибиотици и не е само пеницилинот, сега пеницилинот више не се ни употребува, за жал. Други мокни лекови, така да ретко имаме структури од потекло такво, од таа бактерија. А може да се оштети и од друго, што е поретко. Еднаш кога ќе се направи тоа, за жал, уретрата е таков орган незгоден за лекување. Не се репарира со нормално ткиво, него се репарира со оживно ткиво. И тоа настанува циркуларно стеснување во органот. И потешко се мокри. Тоа е тој тенок млас што може да го даде. Тешко мокрење, напињање при мокрењето и со тоа реперкусии после врз и врз мочниот меур, па дури ако не се лекува и врз бубрезите. И врз бубрезите. Решението? Решението е оперативно. Само операција, хирургија. Операција се прави, има неколку техники, ендоскопска прво се пробува, па отворени операции, мислам тоа го работиме кај нас. Успешноста колкава? Да, али е многу незгодно за лекување, затоа што и се јавуваат многу рецидиви.
Аха, значи повторно И може да се повторно се јави јават. истиот Значи проблем. мора да доаѓаат пациентите на контрола и на така наречените калибрирања или бужирања. Тоа е еден многу убав третман, меѓутоа е доста опасен кај неискусен уролог, затоа што се влегува со метален инструмент. И тоа на слепо. А тоа трае кај искусен уролог минута-две. Меѓутоа, ако се повреди уретрата, настанува голем проблем при тоа. А со тоа на одреден временски период се калибрира, односно се одржува уретрата широка, отворот, кај што била операцијата, за да не се дозволи повторно На тоа да место се јави. фиброзно ткиво да се јави развие. повторно. А се јавува, и тоа многу често. И ако не се успее на тој начин, има и отворени методи на операција, кои ги применуваме кај нас на клиниката, помлади колеги веќе се занимаваат со тоа. Јас полека предавам тоа, така да оддавна не сум направил отворена операција, порано или терминал или се става овој анастомоза или се става букална слузница, еден колега ги работи кај нас, така да нема никаков проблем. Значи да се обрати Да. на уролог, Да. гледачот кој што го има овој проблем. Ќе вклучиме уште еден гледач, уште едно прашање од гледач ке слушнеме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до студиото, сакам едно прашање. Значи, загрижена сопруга, сопругот ми е 50 годишен. Така. Дали пенисот ќе му е во ерекција или не е во ерекција, значи кожичката се останува покриена главичка. Дали нешто ќе има во старост, значи проблеми со мокрењето и само мочниот канал му се гледа на врвот. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Фактички. Да немате подпрашање? Немам, тоа е фимоза. Што Фимоза? кажавме, тоа е последната болест која може да доведе и до проблеми со мокрење, до обструкција. Така да многу елегантно се решава тој проблем со операција. Едноставна е операцијата, да подсетам да и биде појасна на гледачката, се нарекува циркумцизија или у превод сунет. Сунет се прави. Так. Сунет се прави, не ритуален, него од медицински Потреба? Од медицински потреби. Така да многу едноставна операција, трае десетина минути, пациентот престојува неколку сати кај нас на клиника, си оди дома. Мажите се плашат да ја направат таа операција. Да, знаете, све што се околу гениталиите секогаш е проблем. И тука настануваат оние, ајде да кажам, превиди. Прво, на само прегледите, а не дај Боже, некојаш и од нас може да настане некој превид, посебно кај младите мажи со торзија на тестис, кај тумори и така натаму. Тоа е друга тема веќе. Иначе ова се решава одма. А 50 години веднаш да дојде, тој е млад човек, мислам, тама работа да чека. Нема потреба за чекање. Па какво чекање, одма да дојде. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав. Ви благодарам. Може Поздрави до едно вас. прашање? Секако. Го очекуваме. Се работи за дете од 11 годишна возраст. Така? Детето пенисот го боли и му е отече. И кога оди има болки, а некогаш и при мокрењето. Беше на уролог, му дадоа ампицилин, антибиотик. Не знам што друго беше. И докторот му рекол дека е во пубертет и дека ќе се санира. Ако може, одговор што понатаму да се преземе. Што би можела се преземе? Да немате 11 години. Добро, тие повеќе одат, тие пациенти одат на детска хирургија или на педиатрија, имаат посебен оддел на педиатрија, кај што ги лекуваат овие уролошките и нефролошките заболувања, така да ние со деца не работиме. До 14 годишна возраст не доаѓаат кај нас. Така да, веројатно, да видиме, ако сака консултација со нас, можеме и тоа да го направиме. Но сепак во педиатрискиот, ова спаѓа во педиатриски сегмент. А после 14 година да се јави кај нас. Знаете, кај деца кога се јавуваат, тоа често им го кажувам, иако не работам со деца и немам искуство, најчесто се откриваат вродени аномалии, кога има чести инфекции. Вродени аномалии. Значи, треба да се обрати внимание на тоа. Дали е некој рефлукс со горниот уринен тракт, дали се стенози на спојот на пиолонот со уретерот, со тие поврзувања, дали има едно заболување кое, ако не се открие во детската возраст, завршува со инсуфициенција бубрежна, се уништуваат дури и бубрезите. Тоа е валвула на задна уретра. Тоа е као капак. Кога го гледате пациентот вака на преглед, не гледате ништо.
бидејќи таа се повлекува. А кога мокри, доаѓа као капак на уретрата и тука го блокира отворот за мокрење. И детето мокри тешко. Тешко се напнува и така натаму. Инфекции, каде што има обструкција, таму инфекцијата е малтене неизбежна. Као да кажеме една бара, знаете, у барата све може да се. Така. Стојачка вода, така и ова. Значи да се обратат кај детски нефролог. Детските, да, нека, ако сакаат, нека дојдат и кај нас, мислам да видиме. Али они работат тоа, Така. они работат, детските хирурзи. Професоре, запревме кај хормонската терапија, Да. кое што всушност го блокира Тоа е правата терапија. тестостеронот. Дали оваа терапија се дава само кај пациенти кои што имаат карцином на простата или и кај оние кои што имаат бенигно зголемување на истата Сега за жлезда? бенигното ќе кажеме прво, па после за карциномот исто се даваат и тие лекови, антиандрогени и тие што го блокираат тестостеронот. Ова го блокира кај бенигната простатична гиперплазија се дешава нешто што се блокада. Исто тестостеронот го блокираме, односно неговиот метаболит во дихидротестостерон. Тука е блокадата. Овие лекови делуваат на тоа. И со тоа не се дозволува, не само што не се дозволува да хипертрофираат клетките на простатата, него ги намалува. Се намалува волуменски. И тоа е правиот лек. Тоа е револуционерно откритие. Хајде да претерам, млад доктор кој е 30 на години, немавме такви решенија. Дававме некој лек кој се викаше Трианол, кој беше, слободно можам да кажам сега од оваа временска дистанца, плацебо ефект. Значи се даваше само ради колку да дадеме нешто, а никаков ефект. Така да сега овие примена, и тоа лично искуство ќе ви кажам, примената на ваквите лекови доведува до драстично намалување на потребата од хируршки интервенции. И од бенигна, од простатична обструкција, и од потребата за хируршка интервенција. Колку време треба да се земат? Сега ќе ви кажам, во таа студија, што ја споменав последната, која е најкомплетна, опишуваат дури до над 40-48% намалување потребата на хируршки интервенции со примената на овие. Препораката е да се земат ова комбинација на лекови 2 години, Добро. најмалку, а најдобро 4 години. Најдобро. И тоа го применувам и јас, и останатите колеги верувам дека така практикуваат. 4 годишната примена на оваа терапија малтене доведува до прилично намалување на ткивото на простатата, а со тоа и на целата симптоматологија и подобрување на симптомите на болеста. Но што е во тие 4 години? Мажот ќе има сериозни проблеми Сега со да, има и еректилна дисфункција? Така, има нус ефекти, точно е тоа. Точно е, една од тие е еректилната дисфункција, Односно зголемување импотенција. Па импотенција, да, или намалена потенција, или импотенција. Ајде сега да ви тие термини да ги употребиме. Меѓутоа, повторно ќе се навратам на студијата. Во првата година, некаде околу 6% од испитаниците во таа студија имале импотенција. 6%. Што е, ајде да кажеме, прифатливо. Втората година од примената на терапијата веќе се намалува за 1-2%. Третата и четвртата година доаѓа до 0. Значи, упорно треба да се дава лекот. Сега првата година, она е критична, која треба да се издржи. Психолошкиот момент да се Која треба да издржи. се издржи, да кажам, на некој начин, потоа се подобрува. Како се зголемува примената на лекот временски, така потенцијата се враќа на скоро на 0, на нормала. На нормала. Ќе ги вклучиме гледачите, само да ве прашам, негде можеме да не идеме на терминот хемиска кастрација. Тоа исто е? Хемиска кастрација се применува кај карциномот на простата. А тоа е веќе со нешто сосема друго. Тие се лековите, да. Тоа е друга тема, кај другото заболување. Кај другото заболување. Така, ќе ги вклучиме гледачите, потоа ќе продолжиме онаму каде што запревме. Добар ден. Ало, Повелете, во програма сте. добар ден. Добар ден. Поздрав до третиот и сакан докторе до вас. Ви благодарам. Делумно одговори докторот, ще работи за дете од 12 години во пубертет. Главчето на пенисот не му е доволно отворено. Залепено 1-2-3 милиметри. А сега сакам да го прашам докторот, дали може со физички дома, со прикапење, при нешто да се подобри тоа или мора хируршки да се Така, ви благодарам за вклучување во програма. Ви благодарам и вам. Предпоставам исто дека ова на детска хирургија се Да, изведува, но добро, со искуството го више може и имате. кај нас, тоа не е проблем да се направи. Разбрав дека делумно, значи само делумно е залепено. Може физички насилно да се направи тоа. Болно е, меѓутоа е најдобро.
Нема да се обнови доколку насилно се отвори? Нема, малце ако е залепено. Иначе, тоа се насилно се практикува кога детето е помало. 12 години веќе е големо дете. Така. Големо дете. Нема ни да дозволи сигурно. Ако се гледа главчето, само кај сулкусот, кај браздата на главата на пенисот, ако е тука залепено, може да се одвои насилно. Али ако е комплетна фимоза, да кажем, ако малку се гледа, онда операцијата е неминовна. Не може, го губи еластицитетот кожата. Како детето станува повозрасно, 12 години веќе повозрасно дете, веќе да не кажам пред пубертет, ако не е веќе у пубертет. Така да таму најдобро е да се направи операција. Не е најдобро. Служена ли таа операција? Не, воопшто. Се јавуваат гледачи за таа операција? Па тоа е операција. Обичај кај сите муслимани, кај евреите, они... Така, го прават уште кај бебињата. Сунетот се прави ритуален, така да... Нема ништо страшно тоа. Воопшто, значи, да нема двојба, да се направи. Да се јават на детска хирургија, колегите знаат тоа да го прават така. Ке вклучим уште еден гледач. Добар ден. Гледачот се исклучил. Добро. Продолжуваме понатаму. Веќе споминавте кога се работи за рак на простата, ова терапија е драматично посилна, поагресивна. Кога се работи веќе кога ќе диагностиравме, ќе кажавме кои методи ги употребуваме, односно кои испитувања ги употребуваме и на крај биопсијата. Значи тоа е единствениот начин како да докажеме или исклучиме карцином на простата. И веќе кога го имаме карциномот, по оние параметри што ќе ни ги даде патологот, нели он мора да го опише комплетно кој киво е, какво е малигно, да не ги замараме гледачите, кој е нели стадиум е, колку е тој глисон скор, ние го викаме по патолошките номенклатура, имаме точно определени бројки кои треба, бројки кои треба да ги знаеме и одредуваме терапија. Значи најдобро е хирургија. Значи тоа е златен стандард. Златен стандард. Така да, каде што може да се примени. Но и хирургијата исто така тоа е најдобро. Носи потоа негативности, поврзано е со инконтиненција. Поврзано е и со инконтиненција и со импотенција. И со импотенцијата. Ама не секогаш. Затоа што ако е и добар, ако е хирургот и ако е добар наодот, значи сме направиле индикација, сме поставиле, да кажам, навремено за операција и ги заштедиме така наречената невроваскуларна петелка која проаѓа покрај простатата. А тоа е битно за континенцијата и за импотенцијата. Значи за потенцијата е битно. Тука проаѓаат нервите и крвните садови. Значи важно да не се оштетат. Да не се оштетат. Бар едната страна. Сега тоа е па секојаш мач со двеоштрици. Чувајќи ја невроваскуларната петелка, можеме да направиме превид да остане ткиво. Да остане ткиво карциномско. Сакајќи да заштедиме овие приоритети кај некои, ако се приоритети. Добро, за среќа ретко имаме такви случаи, процентите не се големи, али ги има. Се зависи од стадиумот на болеста, рековме. Али најдобро е. Без разлика, инконтиненцијата се чека негде од година и пол, таа се поправа сама од себе. Каков дел од пациентите ќе се нормализира мокрењето? Па кај голем број ќе се нормализира, да не претерано 90% ќе се врати. Значи контролата ќе врати. Контролата ќе врати. Кај оние што нема да се врати, значи тука од прилика некаде се чека година и пол до 2 и не повеќе, се вградува свинктер. И тоа почнавме сега од минатата година да го практикуваме. Се договоривме со фондот да видите на тоа на терен. На фондот, затоа што е доста скапа метода, некаде околу 5000 евра е само успешноста колкава? Сега почнавме ние во последниве неколку години, имавме прво неколку месеци, имавме прво гостин пред одморите, беше тоа од Русија, кој беше промотор, фирмата Boston Scientific го промовира како промотор, нивни соработник, и со него почнавме и сега веќе работиме. Значи има решение дури и за тој. За среќа се малку. Негде ние планираме па 10 годишно, од прилика. Да имаме. Така да тоа не е преголем процент, а операциите па малтене секојдневно имаме по еден карцином на простата. Толку често? Да. Нема превенција за оваа болест, само рано откривање. Професоре, да ги вклучиме гледачите, па ќе продолжиме на темата на која што говориме. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Ало? Добар ден. Ало?
Ве слушаме одлично, повелете. Значи, јас сум од претходно со стеснување на уретрата, ама не слушнав дали може тој третман да се направи со тој зелен лазер, што го има кај докторот на клиника. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професор, може ли со лазер? Тоа лазер е, знаете, кај луѓето кога се каже лазер, тоа е нешто што е најмодерно и најново. Тој зелен лазер што го споменува, тој ние го ставивме адакта. Јас пред 10 и повеќе години го добивме не за решавање на структури, стенози на уретрата, него за простата. И јас, да ви кажам искрено, се разочарав од методата. 2 направив и на крај продолжи со златниот стандард, тоа е трансуретралната резекција, она што ја работиме со струја. Тоа е златниот стандард. Так. Сега се промени ситуацијата, се појавија холмиум и најновиот тулиум лазер. Ние ги имаме сите. Почнавме веќе да работиме тулиум лазер, дури еден од колегите докторат спрема, на кој сум јас ментор, набрзо ќе биде тој готов, веќе има огромна бројка на тие лазерски простатектомии и драго ми е што не само тој колега, него и останатите 4, 5, 6 колеги помлади, треба да работат понатака, ја прифатија методата, што е добро. И ги имаме двата лазера, и холмиумот и тулиумот. Со нив работиме за простата збор. Така. А ова се решава со најобично сечење механичко на структурата, така да нема потреба од никакви лазери употреба, зборам наједноставно, ендоскопски. Или хируршки со пресекување на тој дел оштетен, со спојување на двата краја на уретрата, тоа треба многу прецизно да се направи, зашто рековме дека подложна е на рецидиви, на структури. Или со примена на таа метода со букална слузница се зема од се надоместува дефектот, ако значи, е поголем од устата се зема, ако е поголем дефектот од 2 см по должина. Тоа се методи кои се признати не само кај нас, него цел свет. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар. Повелете. Но прашање докторот? Секако ве го очекуваме прашањето, ве слушаме одлично. Повелете. Ставев тумор маркер, ПСА вече 5, а ФПСА 1,3. Сега, дали е со вакви резултати, дали е потребно да се прави биопсија? 1,3 ПСА. Да, ПСА ми, ајде уште еднаш кажете ки ПСА рековте? ПСА е 5, Добро. а ФПСА 1,3. Тоа е второто. Тоа второто, не знам што е второто. Добро, веројатно, исто не. Ви благодарам за вклучувањето. Прво Значи било, ПСА е 5. првиот резултат може да бил 5, па после 1,3. Рековме, ПСА не е строго специфичен само за карциномот на простата, него и за останатите инфективни заболувања, како што е простатичниот, хроничниот простатит. Тука ние треба да разграничиме. Вредностите се од 0 до 4. Секоја вредност... Значи, 0 до 4 е во ред. Нанограми на милилитар. Тоа е нешто што се толерира. Тоа е референтната гранична вредност. Секоја гранична вредност, секоја вредност над оваа граница треба да ја гледаме, нели, со сомнение и да испитаме. Не значи дека ќе биде карцином, али мораме да испитаме. Прво даваме така наречени антибиотици, не така него антибиотици подолг временски период. Да видиме дали ќе се намали да при не е некоја контрола. инфекција, некој воспаление. Да. И има такви случаи кога се намалува, тогаш имаме прилично сознание дека веројатно не се работи за карциномско заболување. Али реков, пак прегледот ректален останува. Од ректалниот преглед можеме многу, реков, искусен рук може многу да процени дали се работи му е сомнително за карцином или за хроничен простатит. И потоа рековме овој ПХ индекс и магнетната резонанца како крајно средство на која се гледаат и тие сите промени на простатата ако ги има и ни ги опишува по тие нивна номенклатура која ни кажува ова е сомнително, ова не е сомнително и така натаму. Значи треба дополнителни испитувања да се направат пред да се одлучи одлучи за биопсија. Сега најчесто зголемената вредност ние така наречената слепа зона ја нарекуваме од 4 до 10 кога сме ајде некако колебливи дали треба се прават биопсии, дали не, па толерираме, па следиме. Ја рецимо моје став е дека треба да се прават. Може да сум преагресивен, али треба да се прават биопсии. Внимавањето мора да биде кај возрастните луѓе. Значи над 75 годишна возраст многу внимателно со тоа. Али кај помладите биопсијата мора да се применува.
Затоа што не дај Боже да се открие ке помлад, многу поопасно него на 75 или 77 годишна возраст кај пациент да се открие карцином. А па над 80 па воопшто не се ни применува. Дури и Европската наша асоциација препораките викаат тие не треба ни да се прегледуваат пациенти. Сега колку е тоа? Значи не треба да се Да, заради возраста. заради возраст. Колку и што е да му откриете, се очекува уште колку 10 на години живот, вајде. Тоа е life expectancy. Ја најдов на некој податок, вели дека ако од откривањето на ракот на простатата во првите 10 години многу е мала веројатноста за смртен ишход. Кај возрастните. Кај возрастните Кај тоа? младите е многу опасно. Аха, кај младите. Значи овој податок е само за возраст. Само Очигледно за- затоа не препорачуваат. И затоа над Така. 80 не треба да се зависи од случај до случај сега има. Но сега луѓе, доколку пациентот, Да. доколку мажот има Да, тегоби при да. мокрењето, Така е, сигурно така е, дека тоа така е. треба да се Така е, реши. да се реши. Така да тука се тие дилеми кои ги имаме и оваа зона е најтака осетлива од 4 ова вредноста на ПСА до 10 и тука треба да биме внимателни. А им Да, Повеќе. заради биопсирањето, да не пропуштиме карцином. И ако има препораки, чекајте, што спомнавме, ќе чекаме па ќе видиме. Сега тоа малце мене ми изгледа, лично го кажувам ова, мој личен став, ми изгледа вака неприфатливо. Дури има препорака од Европската асоциација кај најблагиот степен на малигнитет. Тој глисон скор што го спомнав, 3+3. Тоа е најбенигната малигна болест, ако можам така да се изразам. Препорака дури на Европската асоциација е да се чека. А имаме диагноза. Јасна. Карцином. Карцином на простата пишува. колку да се чека? Да доаѓа на контроли. Дури имаат и студии направено кога на вистина карциномот не се проширил, не се зголемила вредноста на наредните биопсии на тој глисон скор. Што исто за мене е чудно и не го применувам тоа. Затоа што карцином на простата диагноза јасно кажува дека треба да се оперира. Има и други. Сигурни пациентите не сакаат да чекаат да знаат дека има Самиот пациент карцином. кога ќе види карцином на простата, И да ја му да му речете, кажам, чекајте. ќе почекаме, ќе видиме. Ваква е студијата направена. Али тоа се препораки од Европската асоциација. Не значи дека се, реков, стереотипи и догми, зависи од искуството на урологот. Така. Тоа е, али препораките остануваат. Така. И друго, второто начин на лекување, не го спомнувам, што викавте со лекови, тоа е она хемиска кастрација или кастрација хируршка кастрација. Да се отстранат тестисите. Да се отстранат тестисите. Или само ткивото што го произведува. Тестостеронот, значи целта е да се елиминира тестостеронот. Се го лачат клетките на тестисот. Надвор од оние сперматогони што го лачат спермиумите, овој други тип на клетки, и тие да се елиминираат, се вади целото. И тоа е најпрактичната метода. Претпоставам кај повозрастните лица тоа се практикува. Меѓутоа е Но кај- сигурно и психолошки не е И лесно. психолошки не е лесно. Тоа исто така. како жена што станува без Да. дојка, претпоставувам. Да. Затоа се се отстранат применува во тестиси. последно време. Терапијата се дава, мислам дека е неправилно беше кајна, се дава на онкологија. Таа не е цитостатска терапија, таа е хормонална терапија. Треба ние да ја даваме. И во Европа повеќе се дава на урологија него на онкологија, затоа што тоа не се цитостатици, тоа се лекови за намалување на тестостерон. Таа хемиска кастрација делуваат на ниво на хипофиза. Таму се блокира продукцијата на стимулирачкиот хормон кој го стимулира продукцијата на тестостеронот. И у задне време така се лекуваат пациентите кои не можат да се оперираат. Така. Или како дополнителна терапија после хируршката интервенција. Ако стадиумот на болеста пред операција бил оваков, а после операција, пошто пословно го праќаме сега препаратот веќе со изолирани жлезди со све, го праќаме на патологија и веќе имаме друг стадиум на болест. И тука се применува таа хормонална дополнителна терапија у одреден временски период и наистина лекувањето е одлично. У последно време немаме пациенти со, да кажам, метастатски депозити, далечни метастази и така натаму. Оваа болест дава далечни метастази. Преживувањето е огромно, така да имаме успех. Имаме оружја, имаме успех. Така, Али што е најважно. прво е хирургијата.
Златен Не дека стандард. сум ја хирург, ама така е. Така, златен стандард сепак пишува секаде дека хирургијата. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување и уште еден апел да упатиме до сите мажи во месецот на машкото здравје да прават редовни прегледи за ракот на простата. Не постои превенција, но постои рано откривање на болеста. Ја ви Сите кажав, проблеми да. со уринирањето да ги сватат И не само сериозно. тоа, него и кај младите мажи, тие се поретки заболувања, меѓутоа и не се така ретки, да повеќе се јавуваат до 40 годишна возраст туморите на тестиси, кои се многу опасни. Значи, Да, и тие тоа- треба да таа се болест е прво во само пораза, преглед жал. да се прави, многу лесно се приметува некоја промена на тестисите. Прво само преглед, а и најчесто при сексуалните чинови, партнерките, нели, може да откријат да напипаат нешто што не е неправилна Отстапува. формат. Така е. Така да веднаш да се јават на уролог. Тоа е многу опасни се тие карциноми. Ако се фатат на време, се излекуваат 100%, а не дај Боже, ако се прошират, многу опасни. Има неколку типа на карциноми, да не ги плашиме сега гледачите, меѓутоа така е. Ја на пациентите секогаш им викам кога имаат такви проблеми, добро е што имаш семином. Да би сакал да имам тумор на тестис, би го одбрал овој, семиномот. Останатите несеминомски тумори се страшно малигни. Многу малигни и брзо метастазираат. Среќа, имаме успех ако ги фатиме на време. Ги оперираме и да има метастази во ретроперитонеумот, тие се шират метастатски по сите лимфни јазди и таква метода имаме, се прави лимфаденектомија комплетна. Се вадат сите жлезди и се дава цитостатска терапија. Има ефикасна цитостатска терапија. И со тоа се заокружува лекувањето. И добро се лекуваат. Затоа е важно навременото откривање, Да, раната диагностика посебно всушност реков јас, спасува. кај млади луѓе се живот. работи до 40 годишна возраст. Редовни уролошки прегледи. Тоа е клучот. Тоа е клучот, Во така е. моментот. Ај сега сме во месецот на машко здравје, меѓутоа треба секој месец да го... Секој месец да подсетуваме. Ќе подсетуваме. Да. Ќе ни гостувате повторно Ако во нема емисијата. проблем, кога сакате. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас и драго ми е ако успеавме да поттикнеме кај гледачите интерес себе за прегледи превентивни пред се. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што ме следевте. Ви посакувам убав ден.